Во 1908 година се случиле крупни општествено-политички промени во Отоманската империја, кои се одразиле и врз македонското револуционерно движење. Во јули 1908 година започнала младотурската револуција, која од корен го изменила општественото уредување на Отоманската империја. Всушност, превратот во Отоманската империја започнал во гарнизонот во Ресин. На 23 јули 1908 година, под притисок на револуционерите од Младотурскиот комитет, повторно било прогласено воведувањето на уставот. Победата на младотурците била објавена и во градот Солун на 23 јули 1908 година, а како знак на подобрувањето на состојбите во Македонија, властите ги ослободиле политичките затвореници од Солунските затвори. Низ цела Македонија траела еуфоријата од победата на револуцијата, а широките народни маси од муслиманска и од христијанска вероисповед се братимеле меѓу себе под паролата да живее слободата, братството и единството. И покрај повикот на новата власт за еднаквост на сите поднаници во империјата, легализирањето на ВМОРО одело постепено и со голема внимателност. Веднаш по победата на младотурците во јули 1908 година, Централниот комитет на ВМОРО заседавал во Битола и ја разгледувал новонастанатата состојба во Македонија. Во османската држава беше воведен за прв пат, односно по втор пат е воведен истиот устав, значи настанува државата се претвара во парламентарна монархија, начело со султанот, и започнува еден поинаков начин на политичко организирање. Во тој контекст доаѓа до легализирање на четите од македонското ослободително движење. Но четниците и војводите да го задржат личното вооружување во случај младотурската револуција да ги изневери очекувањата на македонците. Врз основа на циркуларно писмо од Битолскиот окружен комитет на ВМОРО на 31 јули 1908 година во Битола влегле и се легализирале четите на овој округ. 3 дена предходно се легализирале и четите на Јане Сандански и Христо Чернопеев. Во таа смисла, четите се симна од планините, влегоа во градовите, политичките затвореници се ослободени од затворите, се одржуваат разни свечени манифестации, се држат говори, се држат митинзи по македонските градови, но тој период на куриет, односно тој период на слобода и еднаквост, она парола од Француската револуција или превземена од младотурците, трае кратко време, бидејќи сепак треба да продолжи реалниот живот, така што после овие свечени манифестации започнува еден процес на легализирање, односно на трансформирање на дотогашните револуционерни групации во легални политички партии. И тоа со идеологијата на отоманаизмот. Значи, во рамките на Отоманска држава ќе се воспостави уставно уредување, ќе се дадат граѓански права и слободи, меѓутоа сите што живеат во Османлиска држава ќе бидат отомани. Дали се христијани или муслимани и така нешто. Со таа стратегија, тоа е ли голема држава, но голема отоманска, тоа беше политичка програма. Меѓутоа, во таква констелација каква што беше, Јане Сандански сметаше, како водечка личност заедно со своите приврзаници, за да се одбегне опасноста да дојде до војна и до поделби на Македонија од балканските држави, дека треба да се прифати промените во Османлиска држава, дека во рамките на уставното уредување со продлачување и демократизацијата и воспоставување областна самоуправа, а потоа и автономија, да се реши македонското прашање како етапа кон во некое подруго, поповолни околности, кон создавање самостојна држава. Војводите од Скопскиот револуционерен округ на ВМОРО, Тодор Александров и Ефрем Чучков, биле против легализирањето на четите, иако го почитувале решението на раководството на организацијата и презеле мерки за скривање на оружјето. Според податоците од дипломатските представници во Отоманската империја, до август 1908 година се легализирале вкупно 74 чети со 810 четници. Поранешниот Серски револуционерен округ, начело со Јане Сандански,
но и приврзаници од други револуционерни окрузи решиле да се одделат од ВМОРО и во август 1908 година создале нова организација, Македонско-Одринска револуционерна организација. Оваа организација се легализирала за време на Младотурската револуција и од незините членови била формирана политичка партија насловена Народна федеративна партија. Во неја главно клонат представниците од Серскиот, Солунскиот и Струмичкиот револуционерен округ. Главна улога ја има Јане Сандански, иако во партијата потоа ќе се издигне Димитар Влахов како главна раководна улога. На друга страна, од онаа крило кое што беше предводено од Христо Иматов, ќе се трансформира во Сојуз на бугарски конституциони клубови, меѓуто на негово чело ќе застане Тома Карајовов. Интересно е тоа што Карајовов до тогаш работеше во бугарската политика. Човекот беше во дипломатија, напушти една таква кариера и дојде да го превземе раководењето со оваа политичка група. Колку и да биле различни погледите на одредени македонски дејци во македонското револуционерно движење за решавање на македонското прашање, особено околу патиштата и методите, сепак воедно тие се согласувале дека треба да се создаде или автономна или независна македонска држава во незините етнички граници. По доаѓањето на власт на младотурскиот режим во Отоманската империја летото 1908 година, ситуацијата во Македонија привремено се подобрила. Раководството на МОРО со недоверба и резервираност гледало кон повикот на новата власт за легализирање на вооружените чети и почеток на парламентарен политички живот во Македонија. И покрај тоа што голем дел од четите се легализирале, раководството на организацијата наредило да не се предава оружјето на младотурската власт. Новата власт во Отоманската империја и покрај демократизацијата на политичкиот живот, во остварените контакти и со ВМОРО и со Народната федеративна партија, немала разбирање за барањата за создавање автономна македонска држава. Сепак и покрај ова, по контрреволуцијата во 1909 година, четници и војводи на Серскиот револуционерен округ и македонски доброволци, предводени од Јане Сандански и Христо Чернопеев, учествувале во походот на Цариград и враќањето на младотурскиот режим на власт. Набрзо потоа ќе бидат разочарани од младотурскиот режим, со оглед на фактот што младотурците, откако ја освоиле власта, брзо ги погазиле своите ветувања и преминале кон еден репресивен систем, кон забрана на сите политички партии со било каков национален презнак, потоа носење на разни други репресивни закони против синдикалните здружувања и така натаму, и сето тоа ќе доведе до една ситуација да дојде до разочарување кај голем дел од македонските револуционери, поранешни револуционери, и еден дел од нив повторно ќе почнат да се одметнуваат во планините, повторно ќе почнат да действуваат на илегална основа. Ваквиот чин на властите предизвикал голем број убиства и апсења на населението во Македонија, што ја натерало организацијата повторно да активира поголем број од четите кои ја обновиле вооружената форма на борба. Во тие состојби што се случија после 909 и 910 кога дојдоа рестриктивни закони во Османлиска држава, единствено, така да речеме, фактор беше санданистите кои се стационираа во Серскиот округ и на локално ниво, во рамките на округ, ќе одржаа својата организација и дори своите сили. А на друга страна беа оние сили кои што ја има поддршката на Бугарија, кои што изградија структура под името на организацијата и започнаа да дејствуваат на теренот во Македонија со преземање на оружени акции, односно атентати, се со цел да се предизвика војната за Македонија, односно во Македонија. Во 1910 година, централна личност в МОРО станал Тодор Александров, кој успеал да ја зацврсти организацијата и да реорганизира голем број чети, особено во Скопскиот револуционерен округ. Во 1911 година, по писмен пат бил избран нов Централен комитет на МОРО, во кој влегле Тодор Александров, Христо Чернопеев и Петар Чаулев. Новото раководство на организацијата веднаш ја обновило
и засилило пропагандата и четничката активност на целата етногеографска територија на Македонија. Во октомври 1911 година Централниот комитет на ВМОРО испратил мемоар до генералните конзули на големите сили во Солун, Скопје, Битола и Одрин, во кој се укажувало на неподносливата положба во Македонија под власта на младотурскиот режим. Во мемоарот, раководството на организацијата ја истакнало крајната цел на борбата – автономија на Македонија. За таа цел се барало автономната македонска држава да биде ставена под заштита на големите светски сили. Во поглед на начинот на борба, раководството на ВМОРО, соочено со новата реалност и сложените безбедносни услови во Македонија, решило да ја промени тактиката. Големите вооружени чети биле намалени во бројност од 5 до 6 четници и имале задача да вршат диверзански акции врз важни геостратегиски објекти на турската власт во Македонија. И навистина такви атентати кои што има трагични последици затоа што во најпрометните места, во населените места, на пазарните денови се превзема кога имаше голем број жртви, а истовремено се предизвика репресијата на османлиските власти. И на тој начин и натре се подготви климата за почеток на Балканските војни. Ваквите вооружени акции на ВМОРО се нарекувале магарешки атентати. На 21 ноември 1911 година во Штип била активирана експлозивна направа од атентатори на ВМОРО, при што биле ранети тројца луѓе, а како одмазда на турската власт биле убиени 20 македонци. ВМОРО организирала вакви напади со бомби и експлозивни направи и во Битола, Кичево, Охрид, Солун и други градови во Македонија. Во текот на 1912 година ВМОРО била исправена пред нови предизвици. Македонија се наоѓала во предвечерието на Балканските војни. Во овој временски период македонското револуционерно движење претрпело уште една голема загуба. На 21 април 1912 година меѓу Градско и селото Дреново Велешко бил убиен Пере Тошев, еден од основачите на ВМОРО и совеста на револуционерната Македонија, како што за него се изразил еден од хроничарите на македонската историја. Во текот на 1912 година започнале и интензивни преговори за обединување на расцепканите сили во македонското револуционерно движење пред самиот почеток на Првата Балканска војна. Поранешните членови на Врховниот македонски комитет побарале од раководството на ВМОРО заедничко дејствување и обединување во престојните судбоносни денови за Македонија. Од страна на раководството на ВМОРО, како овластен представник на организацијата во преговорите бил назначен Тодор Лазаров, една од водечките личности на Скопскиот револуционерен округ. Преговорите не успеале поради фактот што ВМОРО инсистирала да го зачува својот самостоен карактер, а организацијата да остане единствен представник на македонците во нивната борба за ослободување на Македонија од турската власт. Затоа во летото 1912 година членот на Централниот комитет Христо Чернопеев издал наредба до околиските и местните комитети во Струмичкиот револуционерен округ да не им излегуваат во пресред на вооружените чети составени од поранешни врховисти, туку напротив, безпоштедно да ги следат и уништуваат. Таквата мерка била одобрена и од другиот член на комитетот, Тодор Александров, кој упатил писмо до околиските војводи на организацијата во Струмичко и ваквите чети ги прогласил за орудие на поранешните врховисти кои сакале да ја завладеат ВМОРО за постигнување туѓи цели. Напоредно со ова, на 29 јуни 1912 година, Тодор Александров упатил писмо до четите на ВМОРО во Скопскиот револуционерен округ, во кој наредувал да се засилат атентатите со динамит врз возови, мостови, градови и железнички пруги,
назначувајќи дека само на тој начин можела да се извојува автономијата на Македонија и Одринско. По подпишувањето на бугарско-српскиот договор во 1912 година, станало јасно дека балканските држави планираат да ја нападнат Османлиската империја. Бугарско-српскиот договор ќе биде проследен и седен бугарско-грчки договор за сојузништво. Сега тука има една мала разлика. Српско-бугарскиот или бугарско-српскиот договор содржи територијална клаузула, која држава, која територија треба да ја добие, со еден таен анекс кој треба да ги реши оние спорни територии. Додека грчко-бугарскиот договор не содржал територијални клаузули, бидејќи двете страни не можеле да се договорат, сметале дека поголемиот дел од Македонија треба да им припадне нему. 1912. Земјите од Балканската лига и објавуваат војна на Турција. Почеток на Балканските војни. Балканските држави некако биле охрабрени од целата таа ситуација во Османлиска Македонија, меѓутоа и во другите делови на Османлиската империја, бидејќи младотурската револуција која требала да ги реши проблемите, наместо да ги реши, создала нови проблеми со еден несреќен обид на властите во Истанбул или Цариград, како сакате да наречете го, да направат отоманска нација. Балканските војни, македонското револуционерно движење и македонскиот народ ги пречекал со големо воодушевување. Се мислело дека со ослободувањето од отоманската власт конечно ќе дојде до создавање на автономна или независна македонска држава во незините етногеографски граници. Затоа и четите на организацијата на ВМРО зеле активно учество во Балканските војни. Раководството на ВМОРО во септември 1912 година издало наредба нелегалните чети на организацијата да извршуваат диверзантски акции во заднината на турската војска како помош на балканските сојузнички војски. Пред почетокот на Првата Балканска војна, главните членови на организацијата Тодор Александров и Петар Чаулев застанале на чело на вооружените чети. На 26 септември 1912 година било формирано Македонско-Одринското доброволство, кое на почетокот броело околу 6500 луѓе, а подоцна се зголемило на околу 14.000 борци. Оваа вооружена формација, која се борела во состав на бугарската војска, била составена претежно од поранешни четници и војводи на организацијата. Бугарската врховна војна команда, поради бројноста на доброволството, не се насочила на борбените операции во Македонија, туку на Тракијскиот фронт, каде оваа формација извојувала голема победа на турската војска предводена од Јавер Паша. Од друга страна, Централниот комитет на ВМОРО, со почетокот на борбените дејствија во Македонија, испратил 47 чети кои действувале самостојно и во голем степен ги помогнале сојузничките балкански војски. Самостојните чети на организацијата започнале да заземаат градови и села на целата етногеографска територија на Македонија и да воспоставуваат привремена власт пред во нив да навлезат сојузничките балкански војски. Влегувањето на армиите на балкански држави во Македонија беше почеток, односно означен како почеток на војната. И тие акции се изведува пред да настапат армиите на другите и во голема мера го олеснија нивното напредување и дадоа многу голем придонес за успехот на сојузничките армии во војната против отоманската држава. Еден дел од четите и селската милиција на ВМРО независно и самостојно ослободувале населени места пред се во централниот и југозападниот дел на Македонија. Тука секако треба да се спомене и четата на Јане Сандански, која што самостојно учествувала во Балканските војни, иако заедно со Сдружените балкански војски, четата на Сандански прва влегла во градот Солун, веќе ослободен од отоманската власт. На 25. октомври 1912 година четите и селската милиција го зазеле Крушево.
Здружените чети на Вморо ја помогнале српската војска во заземањето и протерувањето на турската војска од Штипско и Кратовско. На 10. ноември 1912 година четата на војводата Петар Чаулев со бројност од околу 300 четници го зазела градот Охрид. Во Костурско, Егејска Македонија, четите на Васил Чакаларов, Христо Силјанов и Иван Попов самостојно зазеле неколку десетици села. Во октомври, четите на Вморо и селската милиција, предводени од Христо Чернопеев, Пејо Јаворов и Михаил Чаков, го зазеле градчето Банско и повеќе десетици села во просторот од Горна Џумаја до градот Кавала. Дејците од Серскиот револуционерен округ, предводени од четата на Јане Сандански, на 4. октомври 1912 година го зазеле градот Мелник во Пиринска Македонија, а Сандански со соборците заедно со сојузничките војски влегол и во градот Солун. Македонската комитска војска во Кукушко и Солунско, предводена од Тодор Александров и Гоце Меѓуречки, го зазела градот Кукуш и формирала привремена власт. И во другите делови на Македонија, вооружените чети на Вморо учествувале или самостојно зазеле голем број населени места. Но како што одминуваат деновите, значи не месеците, туку деновите, станува јасно дека нема ништо да добијат. Дека балканските држави едноставно ќе поделат Македонија и тоа ќе го прикажат како ослободување на своето население. Но набрзо стигнало разочарувањето со Лондонската мировна конференција, со кое што не било правилно решено македонското прашање и тоа останало едно од последните нерешени државни прашања во Европа. Чувствувајќи дека се подготвува ново робство, Централниот комитет на 6 декември 1912 година упатил мемоар до бугарскиот цар Фердинанд, во кој меѓу другото се барало тој да се заземе да се избегне било каква поделба на Македонија, бидејќи заветот на организацијата бил слобода за целокупна Македонија. Раководството на Вморо во сите документи, писма, декларации, меморандуми и понатаму истакнувало дека основната цел на нејзината борба била извојување автономна македонска држава во нејзините етнички, географски и економски граници. Меѓутоа, нивното делување нема да има никакво влијание на конечните одлуки, бидејќи реално гледано силата на оружјето ги решавало сите проблеми. По завршувањето на Првата Балканска војна, територијата на Македонија била поделена меѓу сојузничките балкански војски. На териториите кои биле окупирани од српска и грчка војска започнало прогонување на четите на Вморо. Голем број четници на организацијата биле фатени и затворени и само под притисок на местното население биле ослободувани. Четите биле прогонувани и во делот на Македонија кој бил окупиран од бугарската војска, бидејќи Србија и Грција ја обвинувале бугарската власт дека ги толерира и заштитува вооружените сили на организацијата. Во период од неколку месеци, од крајот на 1912 година до првите месеци на 1913 година, српската власт во Македонија извршила ликвидација на неколкумина истакнати дејци и војводи на Вморо. Ваквите мерки на српската власт предизвикале реорганизација на четите и селската милиција на Вморо, кои се концентрирале во бугарско-српските и бугарско-грчките зони на разграничување во Македонија. Вморо преку декларација истакнала дека ако македонското прашање не се реши според барањата на организацијата, тогаш таа нема да ја прекине револуционерната дејност и со сите сили ќе се бори за остварување на своите цели. Трагедијата ќе биде уште поголема кога ќе стане јасно дека ослободителите во наводници меѓу себе имаат нерасчистени сметки. Тогаш македонското население ќе се најде во средина на нивното расчистување, односно во Втората Балканска војна. Кон крајот на јуни 1913 година започнала Втората Балканска меѓусојузничка војна за прераспределба на територијата на Македонија.
Веднаш, по Првата Балканска војна, во Македонија започнало масовно вооружено востание во Тиквешијата, насочено против новиот српски окупатор. Незадоволството кај населението во Тиквешијата било предизвикано со доаѓањето на српските војни и административни органи. Подготвувајќи се за оружено востание, тиквешките војводи Мишо Шкартов, Дончо Лазаров, Сојтаријата и Диме Пинџуров формирале револуционерен штаб кој организирал 3 собири на кои било објавено востанието против српската окупаторска власт. Тиквешкото востание представува најпремногу настан во македонската историографија. Според изворната документација, според пишаните извори, според спомените на самите учесници на овој настан од 1913 година, Тиквешкото востание представува најмасовен вооружен протест на македонскиот народ или поточно на населението од Тиквешијата против новиот српски окупатор, а тоа се знае дека после Првата Балканска војна со доаѓањето на српската власт во Македонија, посебно во Тиквешијата, народот се разбира веднаш востана против таа нова окупација на македонскиот народ. Востанието започнало утрото на 19 јуни 1913 година, кога востаниците од селото Ваташа со пукање влегле во Кавадарци, а на 20 јуни српските војни единици и административниот апарат под притисок на востаниците побегнале во Градско. Со помош на четите на организацијата, на предводени од повеќе војводи, меѓу кои Петар Чаулев, Павел Христов, Христо Чернопеев, Милан Џорлуков и други, значи успеа за кратко време, или поточно за 7 дена, да ги ослободат најголемите места во Тиквешијата, како например Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Криволок и околу 50 села. Веднаш по прогонувањето на српските власти од Неготино и Кавадарци била воспоставена востаничка управа. Во ослободеното Кавадарци на 20 јуни се одржало свечено собрание и била создадена градска управа составена од 12 граѓани и извршна власт представена од 3-члена комисија. Иако некои од соседните историографии се обидуваат да докажат дека тоа е наводно бугарско востание, треба да се спомене дека фактите говорат нешто поинаку. Тоа востание здружените чети на ВМРО го кренале самостојно без никаква помош на некоја од балканските војски, иако Тиквешијата се наоѓала во тогашната погранична зона помеѓу Бугарија и помеѓу Србија. Во екот на најжестоките борби и храброто спротивставување на тиквешките востаници на борбените позиции, бугарската 4-та армија под притисок на сојузничките војски била принудена да се повлече од демаркационата линија на реката Вардар кон натрешноста на Бугарија. На четите на ВМРО им било наредено да се повлечат кон Радовиш и да го напуштат Тиквешкиот округ. Така, тиквешките востаници и покрај очекуваната помош останале осамени против српските војни единици. Исто така, треба се да се повлече дека Тиквешкото востание исто така представува еден најгрозоморен чин на српската жестокост во овој дел на Македонија. Имено, при задушувањето на востанието, српските власти, српските војски, помогнати од паравојни формации, баш и бодуци, како на пример четите на Јован Бамбунски, на Јаја Ага, уште со самото навлегување, односно разбивањето на востаничките чети, тие веднаш со навлегувањето во Кавадарци убиле 50 души тиквешки граѓани на Кавадарци. Потоа 150 души ги заробиле, ги врзале на кол и заедно потоа уште 150 души утре ден да ги стрелале. По задушувањето на востанието, Тиквешкиот округ претрпел големи човечки загуби и материјални штети. Во јули
1913 година во Костурско се вратил со чета и војводата Васил Чакаларов. На 9. јули 1913 година, во близина на местноста Белкамен-Леринско, четата на Чакаларов се судрила со грчка војска, при што загинал Костурскиот војвода. Како знак на одмазда, грчките војници му ја отсекле главата на Васил Чакаларов и ја разнесувале низ селата во Костурско и Леринско со цел да го исплашат македонскиот народ во Егејска Македонија. 1913 во Втората Балканска војна Бугарија е незадоволна од распределените територии помеѓу сојузниците. Бугарија започнува војна со Грција и Србија, во која е поразена, и со Букурешкиот мировен договор ја приграбува најмалата територија од Македонија – Пиринска Македонија. Србија ја добива Вардарска Македонија, Грција, освен Јужна Македонија, ги добива во владење и бугарските територии во Егејска Тракија. По Букурешкиот мировен договор август 1913 година, незадоволни од неправилното решање на македонското прашање, местни раководители и чети на организацијата ВМРО заедно со албански бунтовници во септември 1913 година кренале еден бунт кој што во историјата е познат како македонско-албански бунт или некаде се споменува како Охридско востание. ВМРО постигнала договор со албанскиот револуционерен комитет за заедничко востание против српската власт во Западна Македонија. Востанието започнало во почетокот на септември 1913 година. Четите на ВМРО во соработка со албанските бунтовнички чети го ослободиле Дебар и формирале заедничка власт. На 12 септември 1913 година четите на Петар Чаулев и Павел Христов ја протерале српската војска од градот Охрид, чии граѓани воодушевено ги пречекале востаниците. Четите на организацијата успеале да ја ослободат и Струга. За краток временски период, српската војска успеала да се консолидира и да премине во противнапад. Востанието на Бргу било задушено, при што српската војска извршила големи пресии во овој дел на Македонија, како врз македонското, така и врз албанското население. Раководството на организацијата уште во април 1914 година остро реагирало со декларацијата дека Македонија е распарчена и дека е ставена во уште поголемо безизлазно робство под Грци и Срби. Ако се направи резиме на сите овие настани, треба се дојде до заклучок дека идејата на македонското револуционерно движење во овој период за време на балканските војни, меѓу двете балкански војни и по балканските војни бил создавање на автономна или независна македонска држава. Тоа биле и мотивите за кревање на сите овие вооружени бунтови и востанија. Во дипломатските преговори во предвечерието на Првата светска војна меѓу двата војни блока Антантата и Централните сили се вклучил и дипломатско-политичкиот оддел на организацијата. 1914 во Сараево е убиен Франц Фердинанд, австријскиот престолонаследник. Австрија и објавува војна на Србија, почеток на Првата светска војна. Во јануари 1915 година, раководството на МОРО испратило 5-членна делегација во европските престолнини Виена, Берлин, Петербург, Париз и Лондон со задача да го сондираат мислењето на владите на двата војни блока кон решавањето на македонското прашање. Германија и Австро-Унгарија преку своји представници во контактите со раководството на МОРО настојувале да ја инволвираат организацијата во војниот судир и да ја искористат незината војна сила не само за извршување диверзии во позадината на српската армија, туку и да ја предизвикат Бугарија да се замеша во војната на нивна страна. Во тој дух биле водени и преговорите со германските представници во Софија, при што бил подпишан проект договор и префрлени 580.000 марки како финансиска помош за вооружување на четите на организацијата. Една од тие мерки била Валандовската акција, организирана уште на 2 април 1915 година,
со цел да се прекине железничката линија меѓу Демиркапија и Гевјелија, за да се оневозможи сообраќајот на српските војски и испраќањето на војните транспорти од Ниш до Солун. Валандовската акција била најголемата војна акција на ВМОРО и всушност го најавила учеството на Бугарија на страната на централните сили и почетокот на влегувањето во Вардарска Македонија. Бугарија на 6 септември 1915 година потпишала тајна спогодба со Германија, со која оваа и го признавал на Бугарија правото за анексија на Српска Македонија. Сепак треба да се истакне дека бугарската држава имала преговори и со таборот на Антантата. Главниот залог било македонското прашање и тоа колку Бугарија ќе добие од Македонија. Тоа не се однесувало само за Бугарија, туку и за другите балкански држави, и за Србија и за Грција. Задкулисните игри што се воделе биле воглавно насочени кон приграбување на дел од Македонија и влегување на тие делови во границите на овие балкански држави. На 14 октомври 1915 година Бугарија им објавила војна на Србија и на силите на Антантата. Определувањето на Бугарија на страната на централните сили, Централниот комитет на ВМОРО го примил со благонаклоност, надевајќи се дека тоа ќе го реши и прашањето на Македонија и веднаш по објавувањето на војната против кралството Србија, четите на организацијата почнале да ја преминуваат границата и да извршуваат диверзантски акции од поголем размер во позадината на српската војска. Во јануари 1915 година, членовите на Централниот комитет Тодор Александров и Александар Протоѓеров на бугарскиот министер на војската му предложиле создавање една поголема војна единица, составена од понаречните доброволци на Македоно-Одринското доброволство, а за начелник на единицата бил предложен мајорот Петар Дрвингов. Главната команда на бугарската армија, наместо реорганизирање на Македоно-Одринското доброволство, формирала нова војна единица, наречена 11-та македонска дивизија, со специјални задачи под команда на штабот на бугарската армија. Единицата била составена главно од воени кадри на ВМОРО и бегалци од Вардарска и од Егејска Македонија, а подосна била пополнета со дезертерите македонски војници мобилизирани во српската војска. Со одобрение на Министерскиот совет на Бугарија од 29 септември 1915 година, на Тодор Александров му било предадено огромно количество оружје наменето за 11-та македонска дивизија, а германската војна команда му доделила нови автомобили и камиони за потребите на организацијата. Во текот на војната, 11-та македонска дивизија била распоредена да се бори против француските војски кои што навледе до Грацко. Во седумдневните крвави јуриши, дивизијата дала огромни жртви, успевајќи во содејство со други бугарски војни единици да ги потисне французите како еден мал контингент англиски војници до српско-грчката граница на македонска почва. По ориентирањето на Бугарија на страната на централните сили, Централниот комитет на ВМОРО испратил окружно писмо до сите револуционерни комитети Војводина 4 и до вооружената милиција во Македонија, да ги кренат на нозе сите кои се способни да носат оружје и да укажат сестрана помош на бугарската армија. Повеќе од 54 започнале одгрб да ги напаѓаат српските војни единици во сите реони на Вардарска Македонија, што го олеснувало настапувањето на бугарската армија, действувајќи при тоа како авангарда на бугарската војска и не дозволувајќи и на српската армија и на жандармеријата да ограбуваат и да уништуваат при нивното повлекување од македонските територии. Членовите на Централниот комитет Александар Протоѓеров, Тодор Александров и Петар Чаулев биле активно вклучени во разузнавачката дејност на штабот на бугарската армија. На 22 август 1915 година од четите бил формиран партизански одред, а за начелник на одредот бил назначен полковникот Александар Протоѓеров. При штабот на партизанскиот одред се формирала административна секција со цел да ја преземе административната власт
на заземените територии во Македонија од бугарската армија и да изготви список на истакнати дејци на организацијата што ќе бидат назначени на административни должности во ново освоените области во Македонија. За административни управници во населените места се назначувале лица од местното население. По иницијатива на Христо Матов и на Тодор Александров, во ноември 1916 година била создадена народна милиција од сите немобилизирани мажи родени во Македонија, кои ги имале сите права како и војниците. Народната милиција добила задача за чување на внатрешниот ред во општините, околиите и окрузите, спроведување на војните заробеници, спроведување на транспортот, прогонување на разбојниците, чување на железничките, телеграфските и телефонските линии. Од ново освоените области во Македонија, бугарската влада на 17 ноември 1915 година формирала Македонска војно-инспекцијска област со центар во Скопје. Целта на оваа војна установа како граѓанска управа била да го осигура редот и безбедноста во окупираните области, да ги зачува државната, општествената и приватната собственост и да ги осигура сите потребни мерки за непречено дејствување на армијата. За начелник на Македонската војно-инспекцијска област бил назначен генерал Рачо Петров. За време на Првата светска војна, целокупниот кадровски потенцијал на организацијата бил целосно ставен во услуга на бугарската армија, чии револуционерни интелектуални кадри биле ангажирани во војната и административната власт во ослободените делови на Вардарска и Егејска Македонија. Тука секако треба да се потенцира дека постоела голема поделба идеолошка внатре во македонското револуционерно движење. Но, како што заклучуваат и дел од македонските револуционери во нивните мемуарски трудови подоцна, и условно кажано левицата, и условно кажано пак десницата, сите претежно се приклониле кон бугарската администрација во окупираните делови на Македонија од бугарската војска. Тоа тие го објаснувале од повеќе причини. Дел од македонскиот четнички и војводски кадар на ВМРО или некои други раководители од македонското револуционерно движење се разочарале од неуспесите во Балканските војни, во Првата светска војна и затоа мислеле дека приклучувањето кон ваквата бугарска администрација можеби делумно ќе ги приближи кон македонскиот народ и понатаму да продолжат со револуционерната работа. Еден дел од тој револуционерен кадар навистина сметал дека се случило некакво наводно ослободување на Македонија, особено тој пробугарски определен дел, па затоа и се приклучил во редовите на бугарската администрација. Еден дел од македонскиот револуционерен кадар се оддал на создавање на кариери и трупање на материјални богатства. Но во секој случај треба да се констатира дека постоела длабока идејна поделеност, која што особено ќе се одрази по завршувањето на Првата светска војна. Првата светска војна, како и Балканските војни, во кои активно учествувале борбените сили на ВМОРО на страната на Бугарија, завршиле неславно и несреќно за Македонија, како што впрочем констатирал и револуционерот Кирил Прличев. Македонската организација беше лишена од можноста да ја спречи судбината на Македонија, која стана театар на многуте крвопролевања во последните неколку години.